Здраво. Фала на присуството и фала на организаторот за поканата. Тука сме да збориме за јавни простори. Сега дури го видов насловот на ова предавање, кој што е јавниот простор им припаѓа на граѓаните, како да го завземеме, односно како да се заземат јавните простори. Тука гледам една контрадикција, затоа што ако навистина јавните простори припаѓаат на нам, граѓаните, тогаш нема потреба да ги освојуваме, пошто се веќе наши. Исто така прашањето се поставува зошто би ги освојувале, мислам што сакаме да постигнеме со тоа. И ако ги освоиме, дали со тоа не ги редефинираме и од нив правиме нешто друго што не се. Интересни прашања кои што може да се одговорат или барем да се разлабочат понатаму. Генерално, морам малце да брзам, затоа што е општа тема, ќе се ограничам на интервенции во јавниот простор и обиди да се практикува слободата на изразување, специфично преку современа ликовна критичка уметност. И би укажал на некои суштински разлики помеѓу тоа и активизмот, иако слична платформа има. Би почнал со еден мал вовед, историски, се работи за 19 век во Британија, 870 некоја година, каде тогаш правото на слобода на говор е наприменето најмногу во парламентот, не повеќе, меѓутоа како резултат на конфликти на пролетарите, работничка класа, во индустријско време настануваат потреби за консолидирање на одредени идеи, ставови, групите имаат потреба да комуницираат меѓу себе на пошироко ниво и одбираат место, некој парк, каде што решаваат да се произнесат јавно и гласно, вртат, може слика да почнеме. Се работи за гајба, обична, која е предвидена за сапун, која што вртат наопаку и станува првата платформа од која што се дистрибуираат говори, разни идеи во име на освестување, политичко освестување. Оваа пракса понатаму еволуира секако, исто како и економскиот прогрес, производствените односи и така натаму. Меѓутоа, од тој момент натаму, ова е битно што оваа платформа символична станува суштинска за борбата што следува во јавниот простор и за јавниот простор, и таа никогаш нема да престане. Покрај демонстрации, јавни соби на политички партии, граѓански издруженија и така натаму имаме нешто друго се појавува. Се појавува она што белгискиот филозоф Шантал Муф го нарекува поле на агонизам, кој што се заснива на два елементи, а тоа е политички антагонизам, значи свесноста дека постојат интереси, сукоb на интереси, кои што потекнуваат од различни позадини, нели? Индивидуалци се тоа, верски организации, политички субјекти. Од друга страна, овие јавни простори стануваат се почесто доминирани од хегемониски стратегии. Со развој на капитализмот, тука влегува и трет фактор, нели, тоа е рекламата, мислам рекламните индустрии, повторно како едно орудие на капитализмот, и доаѓа до би рекле диалог, меѓутоа се работи секогаш за спротивставување на различни сукобени странки, и јавниот простор е таа арена. Меѓутоа, според Муф, она вели дека тие антагонизми никогаш не може да се разрешат. Затоа она ги вика дека се поле на агонизми. И има логика од тоа, затоа што ако се разреша, доколку може тоа да се случи, доколку се го освоиме просторот, или една странка го освои, тогаш веќе тој јавен простор се губи. Станува нечија територија.
Интересна тема е, затоа што се вклучува сега тука и уште еден многу битен фактор, а тоа е уметноста. На почетокот не толку, ја би почнал некаде околу 60-тите години. Уметноста знае да се пред се современата ликовна уметност веќе почнува да се чувствува угушено во оној неутрален, чист идеолошки простор на белата соба на галеријата, односно на музеот. Затоа што таа се освестува дека станува орудие на критичко гледање на реалноста и дека може да, пошто е пак комуникација прашањата, наоѓа начин, бара начин како да искомуницира со јавноста. Меѓутоа, подобар медиум од јавниот простор и нема фактички, затоа што тоа е поприштата од кај што она настанува. Кога викам критичка уметност, мислам на политичка уметност. Иако не би требало да разликуваме политичка од неполитичка уметност, веројатно затоа што политиката е содржана во уметноста како реструктурирање на одредени поредоци, да речем. Уметноста знае да настапи во форма на поддршка на некои хегемониски системи, меѓутоа истовремено знае и да ги критикува и да ги деконструира, така што ги содржи овие елементи. Од друга страна, политиката, бавејќи се со реструктурирање на општествени субјекти и целини, исто така содржи известна доза на естетското. Тие двете се комплементарни. Така што уметноста го владе јазикот на медиумите, на политиката и станува битен субјект во оваа вечна борба што вика Шантал Муф. Сега се вака. Ќе ви наведам неколку интересни примери, многу важни. Чекам. Една форма на делување е преку партиципативноста. Извиним, вода, можем да... Партиципативноста. Чеси некоја Алан Капров доаѓа до едно решение како да се создаде дело со учество на сите можни субјекти во јавниот простор преку хепенингот. Делото го прават сите заедно, никој нема единичен автор. Меѓутоа, вакви акции се измислени заради, цитирам, ослободување на креативните енергии и освестување за потенцијалот што секој граѓанин го има. Ова е многу битно како алатка за понатаму, за развивање на други изразни средства. Се извинувам, епидемите, окей. Останав без плунка. Овој социјален аспект најмногу според мене развиен од еден многу важен уметник Джозеф Бојс, кој што со серија настапи имал спровел една програма, да ја наречам, преку педагошки методи, меѓутоа преку јавни акции, каде што учествувале други граѓани, студенти и така натаму. Една од најважните акции негови кои што мене ми се омилени е акцијата во Берлин на Карл Маркс плоштадот за време на 1 мај. Во протестите каде учествувале левицата и конзервативната странка, тој е наоружен со метла, застанува и ги цел ден додека траат демонстрациите, кои биле сурови, ги критикува, ги потпрашува за нивните концепти, дали знаат долгорочно каде одат нивните идеи за демократијата или застануваат во место на позиција, тука сме и не идеме понатаму. Не се работи само за јавниот простор, се работи за идеите што понатаму се направат. Неговиот концепт за директна демократија тука исто важен, кој што е испринтан на кесите, кои подоцна, кога ќе завршат демонстрациите, со група студенти го собира целиот отпад од пароли, флаери, банери и така натаму, и го собира во кеси и го изложува понатаму во галеријата на Рене Блок. Ова дело се вика чистење, односно расчистување.
многу битно за да покаже улогата на уметноста каква е, затоа што не зазема страни. Тоа сега да кажам преска, дека една од разликите е тоа што уметноста во својата суштинска структура не е функционална, не може да биде мислам, целта не е да биде применета некаде. Зборам, значи, повторно за оваа критичката уметност. Активизмот има своја насока и крајна цел, која мора да оствари. Има низа на методи и принципи како да се направи тоа, меѓутоа уметноста има сосем друга функција, иако многу битна во овој случај, таа да укаже на некои состојби кои што можеби на прв поглед не се толку видливи. И затоа таа користи неконвенционални средства, оружена со наследството од дадаизмот, нели, од руската авангарда. Таа наоѓа начини како да укаже на еден правец во кој што може понатаму граѓанството да се движи. Уште еден типичен пример од Џозеф Бојс би било акцијата 7000 дабови, кои што се состои од 7000 базалтни камења истоварени на плоштадот во Касел, со аманет дека секој камен, тоа е прилично голем, еден е околу 2 метра и тежок полотон, секој камен треба да се насади со еден даб, било каде, било кој. Ги вклучува сите граѓански структури ги вклучува во акција, без обзир на политички позадини и чувства, за да покаже, да укаже на таа идеја што он ја викаше социјална скулптура, каде што секој од нас е креативен и има не само уметничка, туку и политичка моќ да смени нешто. Понатаму, за мене ова исто многу битен пример, тоа е групата Ирвин, односно Neue Slowenische Kunst. Една од првите акции во јавен простор, која што е позната како црвениот квадрат на црвениот плоштад. Што е алузија на супрематизмот на Малевич, кој што е сам по себе почеток на политичката уметност. Се работи за едноставна работа, се работи за наплатно, каде што во форма на квадрат, кој што 5 души не може да го распнат, да го кренат, и затоа минувачите полека учествуваат во акцијата, конечно создавајќи го црниот квадрат. Исто така едно партиципативно дело, меѓутоа со една политичка заднина. Тука ги ставам Ирвин, иако не се толку познати по јавните настапи, во смисло во јавен простор, меѓутоа за нешто многу битно. 84-те они имаат манифест кој што го вели следново: ниедна односно секоја уметност, било кој вид на уметност, може и е абсорбирана, односно киднапирана, како да кажем, абсолвирана од страна на политиката. Освен таа уметност, која што го зборува јазикот на политиката. Тоа го применуваат, например, дури сега денеска разбрав дека имната следна фаза во нова држава, што го викаат, е создавање на политичка партија. Границите се многу тенки, скоро невидливи, меѓутоа сепак битно е да се знаат тие граници, затоа што пак ќе се вратам на Шантал Муф. Она вели дека уметноста, иако е доста способна да даде еден правец во форма на некои разрешување на некои општествени дилеми и проблематики, таа сепак не е сама по себе доволна и не може да ги разреши тие состојби да даде конечно решение. Меѓутоа служи како барјак, да речеме. Тоа е многу важно како дистинкција помеѓу уметноста и активизмот, се разбира. Меѓутоа, кога сме више тука, само ќе прелетам преку различни форми на јавни интервенции, исто така се форма на делување во јавен простор, кои што исто имаат една таква ангажирана позадина, например, спакуваните згради на Христо Јавашев, ова е Рајхстагот во Берлин, прекрасно дело, кој што беше оспорувано 12 години и не му дава дозвола да го направи, меѓутоа стана символ на една битна фаза во развојот на оваа држава. Понатаму Дженифер Холцер, која што го користи јавниот простор, односно специфични детали кај што се рекламни билборди, дисплеи, изложувајќи труизми.
реченици кои што можеби не значат ништо, можеби значат се. Меѓутоа се ги користи во простори, односно на места кои што се наменети за рекламирање и за спроведување на сосема друг вид на пропаганда. Потоа ова е еден австријски уметник кој што не знам како се вика, меѓутоа многу интересно што целиот простор, например, во градот, решава да ги покрие оние делови кои што имаат реклами на нив и со жолта боја. И фактички го видоизменува просторот темпорарно, меѓутоа поентата е многу јака. Ние фактички секој ден сме окружени со толку многу пораки сублиминални. И ова е некој, знаеш, привремено разрешување на таа дилема, меѓутоа не е секако решение, а меѓутоа само не освестува за некои аспекти од јавниот простор. Ова е, нели, бикот пред Wall Street, кој што е интервениран со текстил. Исто субверзивна акција, фактички, од анонимна група. Се враќаме на југословенскиве простори, ова интересна интервенција со банер. Бројот на спомениците кои се кренати во име на една личност пропорционално на недостатокот на личните слободи. Ова е видна парола, меѓутоа искористена како еден рекламен банер. Уметничката, не знам, имаше ваква серија цела низ разни градови во Европа, на разни јазици. Интервенција од индивидуален тип, како Томислав Готовац во Загреб, кој што се залагаше за одредени слободи во говорот и во слобода на изразувањето, па макар и на неконвенционални начини. Ова една австралиска уметничка која што го потегна прашањето за жената во општеството. Иако е на комичен начин изразува и нешто друго, за позицијата на секој од нас во една комична ситуација фактички. Има радикални примери, како групата Војна, од која што потекна и Pussy Riot. Веќе се тоа специфични радикални политички интервенции кои што се интересни на исток се по присутни. Тоа е колектив еден кој што на мостот пред КГБ во Москва има исцртано пенис. Тоа е мост што се крева секој саат, така што сликата беше видена дури од кога се крена. Оваа група е сега во прогонство. Меѓутоа, вакви интервенции, односно вакви уметници искочија прилично доста. Го знаете случајот со Павленски, кој што се закува на Црвениот плоштад во име на некои политички агенди. Ке нас, ова е едно моје дело кое што го правев 10 години, Слободни територии, кој што тргна од неколку поедовни точки на поделеност на општеството, не само на културолошки начин, него преку политички верувања, верски конфликти. И постојаната тензија на хипотетичка промена на граници. Почнав со инститување на линија која што доста наивна на крај се претвори во она што го вика жолтиот крст на плоштадот Скопје, иако многу мислат дека ова дело беше реферираше на проектот Скопје 2014. Идејата беше да делото дефинитивно кажува за многу поише слоеви него само за еден конкретен настан, иако локацијата беше намерно избрана. Меѓутоа, во тоа дело најбитни беа луѓето кои што минуваат низ таа територија, кои јас ги прогласив преку посебен плакат за уметнички за уметници фактички. Сакајќи нешто сосема друго да кажам. Ова е интересен пример на една акција на архитекти пред неколку години, што е најдо случајно, меѓутоа ми се допадна затоа што со едноставни средства е решена една премиса која што е многу интересна. Палети се употребени, наредени во форма на амфитеатар, сугерирајќи слобода на дебата. Односно нуди простор за дебата. Овакви импровизирани конструкции може да бидат, мислам, тргаат од оваа гајбата што преска реков, и се исто така полууметнички, да речеме, интервенции архитектонски,
кои што да се симпатични и употребливи, тоа е многу интересно. Една акција на Зоран Поповски од 2010 каде што врши перформанс автопортрет на уметникот како работник. Прашање што се однесува до статусот на уметникот во едно општество каде што веќе јавниот простор кој што му е негова територија, неговото платно, веќе почнува да му биде одземено, он добива друга улога. Се критички осврт на целата ситуација. Ова дело е многу интересно. Има една група во Скопје, Кооперација, работи на поставки, настани, изложби во привремено слободни простори. Ги претвара во јавни простори, макар и на неколку дена. Овие настани се организирани по теми. Една изложба беше на тема јавниот простор, односно утопии и дистопии, документи каде што учествуваа повеќе уметници. Идејата беше да направат интервенции во јавниот простор, да ги документираат тие работи и изложбата беше составена од документацијата. Авторката на ова дело направи акција која што неколку векни леп зема ги постави како монумент, како одговор на јавниот простор кај нас што е заземен. И реакциите во врска со ова дело што беше поставено на различни места во градот, од страна на луѓето и па дури и уметничката, мислам дека беше прилично изненадена од некои интеракции со тоа. Меѓутоа укажа на еден многу важен проблем, не само во јавниот простор, туку и на социјално ниво. И ќе се освртам на кратко само на акции кои што не се уметнички, меѓутоа се многу битни и тука веќе тие граници полека се бришат, затоа што причините за тоа се пресилни за да ги судиме дали се уметност или не. Стварно не е битно. Зборам за Гези паркот за Таксим во Истанбул, демонстрациите лани, каде што видовме тежок конфликт, нели? Газење на правата на човек од секаков вид. Меѓутоа, да не должам, имаше еден интересен случај каде што еден човек на крајот на сите тие нереди и гасови и шмркови, после 5 загинати и све тоа, граѓаните веќе немаа каде. Меѓутоа, да, се изборија за паркот. Меѓутоа, како знак на протест, едноставно застана човекот и стоеше таму саат, 2, 5 сати, 6 сати. И тоа полека беше примено од другата публика и настана еден масовен хепенинг, повторно, значи се враќаме на Капров, каде што луѓето спонтано направија една работа што навистина е мокна, демонстрира своето присуство. Дури мислам дека може да се мери со на делото на Марина Абрамовиќ, кое што беше изложено во МОМА, меѓутоа ова беше од сосема други причини. Меѓутоа поентата беше многу јака. Присуството на граѓанинот го потврдуваат до ден денеска тие луѓе и како опомена дека сите ние тоа треба да го правиме цело време. Ова понатаму беше се изведуваше различни градови спонтано исто, без никаква организација, без никакви претексти. Вакви индивидуални акции на немоќ се многу битни, како што го спомнав Павленски од скоро време, кој се закова за црвениот плоштад во знак на протест на општиот неред таму што е врска со човековите права. И во последно време пак се враќаме на гајбата, индивидуалниот уметник како некој што гласно молчи. Јелена Топич од Приедор, која што месец дена седеше вака до разни положби, на крај дури соопшти дека беше тоа перформанс и кој беше целта, беше реакција на војната во Сарајево. Така што ова е на брзина прелетав само различни изразни средства на уметниците, меѓутоа сите се на некој начин, кој што приметивте, во име на освестување на граѓанската иницијатива за делување и такви платформи би требало да се продолжат да се прават. Не знам што да кажам, ако има прашања, јас би ви дал право да ме прашате нешто. Hvala.
Честитки за излагањето, одлично беше. Моje видување за на паралела за Скопје, случувањето во Скопје. Повеќе од сите тие простори кај што сте интервенирали во поголем јавни простори денес се окупирани. Што? Денес се окупирани. Гајбите на студентите се кафиќ. Така. Денес се кафиќ, тоа е окупиран, не е веќе јавен простор. Кафиќ не е јавен простор. Знаеме шпанските скали ќе се појавуваат таму и какви да не скали и така натака. Една мала ретроспектива имаше ја барем мислам 3 протести во последниве 5-6 години. Поголеми, барем луѓето што слушна за битка за јавните простори во Скопје. Првото архитектонско востание, тоа беше битка за јавен простор. ГТЦ беше битка за јавен простор и тоа е јавен простор. И паркот спроти Рамстор, спроти, како се викаше? За Бристол. Бристол. Меѓутоа, што е, власта е таква каква што е. Што е нашата вина? Многу лесно, единствено се бориме по свестум. Се бориме откако веќе ќе или ја гледаме тенденцијата за окупирање на, тогаш ние се бориме. За жал, ние самите, секој од нас, да се запаша колку ние навистина самите ги ползуваме јавните простори. Колку ние им ја гледаме намената, не знам како да кажам, тоа не се простори за слободно самоминување. Така да. Туку колку ние доброволно се откажуваме за некој друг многу лесно да ни ги окупира. Еден пример, не знам. Вие ќе одиме на кафе, да се говориме утре, да направиме муабет. Дали ќе одиме во кафуле или ќе одиме во парк, да земеме по едно пиво, да седнеме во парк. Колку луѓе седат во парк? Колку луѓе, погледнеме во Европа, ајде, колку и да каква и да е таа Европата. Се среќават во простори, во зеленилото на площад. Дали некогаш некој видел допред да го окупираат сега, на зеленилото на площад некој да седи. Имавме трева, одлична трева, зеленило, кај што можеме едноставно да уживаме во сонцето, во тој јавен простор, да организираме било каков настан, било што, концерт, што и да е, не изложба. Ние тоа не го правиме и некој да го окупираше. Не би рекол дека сме виновни, мислам да сме го правеле. Ова се некои други стандарди, други норми кои како што реков, таа борба цело време ќе се менува и тоа е диалектика, мислам нема никош разрешување, туку има можеби еволуција на освајање на просторот. Моментално да, на пример, ако збориме конкретно за Скопје, јавниот простор е тотално киднапиран. Меѓутоа сепак е јавен простор, постои простор за борба, постои простор за емансипација. Ако ги знаеме правата наши, а правата кажуваат дека никој не сме да ни го забрани тој пристап. И дека можеме слободно да збориме, слободно да се изразуваме, освен или ако не повредуваме правата на други луѓе, спречуваме движење и така натаму. Многу едноставно, не треба многу работа, треба една обична гајба на почеток, ако до сега немало, и зачестено примена на различни форми на искажување граѓанско. Не застанува таму. Дури и да се врати хипотетички целата работа на чист площад, пак тој простор останува како поле на потенцијални антагонизми од некои други групи, секогаш ќе мора да се бориме за тој простор. Така што ја мислам дека одговорот во вежбање на практикување на нашите права за изразување. На разни начини, на глупи начини. Мислам, треба да се греши, треба да се исправа. И ако е ризично, онда што да правиме? Мислам, ќе ги опипаме тие граници, мораме да знаеме кај работиме. Гито тоа е наш простор. Еве и уметниците тоа го прават на различни начини. Они го користат како празно платно, како ready-made, како мегафон, како платформа. Има начини, мислам, со тоа што треба да се смислат различни форми. Мене малце, мора да признам, нервира една работа последно време, што гледам активистите цело време инсистираат дека се уметници. Мислам дека не си прават услуга со тоа. Нити пак на уметниците кои што навистина сериозно се занимаваат со оваа тема. Затоа што ја не знам од кај потекнува таа очена потреба некој да ги препознае како уметници. Мислам не се работи дека тоа е лесна работа. Меѓутоа активизмот можеби треба да организира групи
и да ги образува на некој начин, сам сега вака лаички зборам, за да им покаже што све може да се прави. Затоа што го немаме искуството на демонстрациите. Ја што се сеќам првите демонстрации почнаа 2000-ти, кога ќе размислам. 80-тите доаѓам, немаше ништо тоа. 90-тите имаше само една, тоа беше, срам ми беше, студентите скочија против други луѓе да имаат факултет. Од 2000-ти почнува поинтензивно граѓанско собирање и го немаме искуството. Тоа не значи дека треба престане да кажеме окей, сега што е тоа. Треба да се бориме за тоа назад, на било кој начин се разбира. Има ли некој друг да праша? Прашање не. Вака, ја мислам дека претходното излагање беше, ќе се надоврзам во истиот контекст, повеќе насочено кон тоа зошто ние се активираме воопшто, активизам правиме од кога ќе се окупираат просторите, зошто уметниците не се тие што ќе ги окупираат просторите? Просторите се секогаш окупирани. Не, кај нас обично вака незаинтересираноста за модернизирање и видоизменување на просторот на градскиот трговски центар, кој што не зборувам фасадно и фасадни интервенции, него оплеменување можда со содржини на самиот трговски центар, никогаш во минатото не било тема на разговор. Требаше да ни се случи бруталност од тој тип, да се интервенира, намера да се интервенира врз фасадата на трговскиот центар за да се разбудат архитектите. Мислам дека многу сме инертни и секогаш чекаме нешто да се случи за да излеземе во одбрана на јавниот простор. Никогаш уметниците не се појавија во Македонија да бидат тие окупатори на јавниот простор, што би било 10 пати подобро него оваа дефанзивна стратегија. Сваќаме ги тоа, таа инерција не е така неоправдана. Например, активизмот според мене делува таму кај што институциите не можат. Така што мислам дека првиот удар и првата одговорност припаѓа токму на институциите и тие припаѓаат на граѓаните, да се разбереме. И ние очекуваме дека првите ќе изреагираат. Проблемот е што овој систем дефинитивно не функционира. И ние мора да го признаеме тоа. Треба да бидеме само критички, дека нешто не сме можеле да направиме, меѓутоа треба да го признаеме фактот дека ова не функционира. Доаѓа до драстични, до брутални интервенции, со брутален начин можеби треба да се одговара. Не се буквално со сила, ова не се работи за физичка сила, се работи за убедлива пропаганда, за еден прилично силен маркетиншки систем кој работи како корпорација. Ние како граѓани сме видени како субјекти на таква некоја фирма и можеби треба да препознаеме пак ќе речем мора да се ги видиме границите, има шанса, никогаш не треба да се откажеме. Мислам ова не е изгубена битка, се разбира. Еден дел е изгубен, тоа не значи дека све е изгубен. И мислам дека не треба да се бавиме со тоа кој е крив, во смисла сега они требаше, ова требаше. Ситуација треба да се препозна дека е драстична и сепак како што покажувам и ви кажувам, мислам дека има начини како да се бориме. Сите, мислам без обзир дали сме активисти или не, секој граѓанин е политичко битие. Ако не го знае, onda можеби должноста на активистите и на уметниците е да му кажат дека тоа е и што може да стори. За мене клучното прашање е едукација, сепак. Мислам дека образованието е многу битно. Многу луѓе не си ги знаат правата прво. Значи, ако треба да се вратиме 3 чекора назад, ќе се вратиме, ама само за да отидеме еден чекор напред, ќе мора тоа да го направиме. Така што тоа е, не е сјајно.